САД и Израел го бомбардираа Иран. Според одредени медиуми целосно е уништена палатата на ајатолахот Али Хамнеи. Американскиот претседател Доналд Трамп потврди дека започнале големи борбени операции и најави целосно уништување на иранската ракетна индустрија. Тврди дека официјален Техеран се обидел да ја обнови својата нуклеарна програма и да продолжи да развива ракети за долг дострел, за кои, како што вели, можат да ги загрозат нивните многу добри пријатели и сојузници во Европа, нивните трупи стационирани во странство, и наскоро би можеле да стигнат и до американската татковина. Трамп порача дека оваа операција има три основни цели: целосно уништување на иранските ракети и на целата нивна ракетна индустрија, уништување на нивната морнарица и спречување Иран да дојде до нуклеарно оружје. Според него мора да се стави крај на иранскиот режим кој веќе 47 години зборувал за смрт на Америка и водел бесконечна кампања на крвопролевање и масовни убиства насочени против САД. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. Сирени за воздушна одбрана се огласија и во Израел. Активирана беше против воздушната одбрана над северниот пристанишен град Хаифа, откако се слушнале експлозии, додека израелските сили пресретнувале ракети и стрелани од Иран. Мои браќа и сестри, граѓани на Израел и САД започна операција за отстранување на екзистенцијалната закана што ја представува терористичкиот режим во Иран. Му се заблагодарувам на нашиот голем пријател, претседателот Доналд Трамп, за неговото историско водство. 47 години режимот на ајатолахот извикуваше смрт за Израел и смрт за Америка. Тој ја пролеа нашата крв, уби многу американци и го масакрира сопствениот народ. Но овој убиствен терористички режим не смее да му се дозволи да се вооружи со нуклеарно оружје што би му овозможило да го загрози целото човештво. Иран со порака дека биле подготвени за одбрана. Нападнаа низ цели, одбрамбени, инфраструктурни и цивилни објекти во различни градови на нашата земја. Дојде време да се одбрани татковината и да се соочиме со воениот напад на непријателот. Како што бевме подготвени за преговори, во секое време бевме уште поподготвени за одбрана. Вооружените сили на Исламската република Иран решително ќе одговорат на агресорите со авторитет. Високата представничка на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика Каја Калас ги оцени настаните на Блискиот Исток како опасни, алармираше за заштита на цивилите и предупреди дека меѓународното хуманитарно право мора да биде приоритет. Иранскиот режим уби илјадници луѓе. Неговите балистички ракетни и нуклеарни програми заедно со поддршката на терористичките групи представуваат сериозна закана за глобалната безбедност. Европската Унија усвои силни санкции против Иран и ја поддржа дипломатската резолуција, вклучувајќи го и нуклеарното прашање. Оваа воена операција доаѓа откако Иран претходно се спротивстави на правењето големи отстапки во врска со својата нуклеарна програма, иако инсистираше дека таа е за мирни цели. САД и Израел во минатото го обвинија Техеран дека се обидува да развие нуклеарна бомба.